Почитувани, во Министерството за образование и наука се е сведено на импровизации што скапо се плаќаат. Јавноста добро е запознаена дека наместо нови учебници се изготвија привремени материјали за учење и, верувале или не, истите тие привремени материјали чинат 32.581.158 денари или 530.000 евра. Овие експерименти во МОН се со следниот тек. Половина милион евра се плаќаат за така наречени скрипти, кои ќе служат еднократно. Се покрива неспособноста на власта на време за да се обезбедат учебници и се создава простор за профит на поединци. Да тргнеме со ред како почнува сагата од половина милион евра. Прво, Министерството за образование и наука објавува конкурс преку педагошката служба. Согласно концепцијата за дигитализација за прво и четврто оделение, беа предвидени дигитални учебници, кои не успеа да ги дигитализираат, па ги повлекоа. Согласно податоците со кои располагаме, ги повикале истите автори годинава, кои се јавиле на конкурс и истите тие книги, што требаше да бидат дигитални, ги поделила во делови и така ги направиле привремените материјали за учење за прво и четврто оделение. За второ и пето оделение ги повикале истите автори, тука додале неколку нови и тие по наставните програми подготвувале учебници. Од овие учебници, кои пак најверојатно уште се преведуваат и не се финални, сепак од нив биле искористени делови за да се подготват привремените материјали за да имаат барем нешто спремно за 1 септември. Почитувани, ова буквално значи дека децата ќе учат од материјали кои власта успеала да ги скрпи пред самиот почеток на учебната година, затоа што со години ништо не превземаат. И наместо нови учебници, имаме компилација на привремени материјали од минатогодишните учебници и дел од новите, која Министерството за образование и наука ја платило за 530.000 евра. Додека наставниците, учениците и родителите се обидуваат да се справат со тоталниот колапс, експериментите што се целосна алтернатива на учебникот чинат илјадници евра. Тука се поставуваат 3 сосема логични прашања за кои Министерството за образование и наука е должно да одговори. Прво, кој ги одобрил овие материјали да бидат составен дел од образовниот процес на ученикот? И второ, кој и зошто ја определил оваа енормно висока цена за привремени материјали за учење, од кој дел се збир од учебен материјал од минатата година? И трето и најважно, кој профитира од дупло печатење кога можеле да се испечатат учебници наместо привремени материјали? Дали 2 пати се плаќа за иста работа и дали за ова некој зема голема провизија? Ова е уште еден огромен скандал во образовниот систем каде криминалната власт на СДСМ заработува, додека се случува тотален распад на системот и институциите. Јавноста очекува одговори. Кој профитираше 530.000 евра за привремени материјали за учење? Ви благодарам.